Се започнува со една идеја, а најдобро е да започнете со визија која другите не ја гледаат. Понекогаш не треба премногу да мислиш, некогаш е добро идејата да дојде случајно. Не е идејата да се ископира, идејата е да се инспирираш. Ако имаш добар фидбек, бројките ќе си одат нагоре. Во новата епизода на уште еден подкаст разговараме со Тања Цветковска, личноста која што својата креативност се користи за да создаде успешен бизнис. Ова е приказна за еден почеток и раст. За тоа како неколку парчиња кои што ги имаме сите по дома и неколку идеи се создаде балон твистер. Прен што денеска прави стотици прослави да изгледаат уште поубаво. Кратки прашања, кратки одговори. Ајде. Хелиум или воздух? Воздух. Детски роденден или свадба? Детски роденден. И кога никој не верува во тебе, продолжи и ќе успееш. Нашите најблиски на почеток, зборам најблиското семејство, мислам дека никој немаше верба дека ние ќе може да живееме од балончи. Значи концепт имам некој со тоа што ќе почнеме, кој што ти кажав на телефон, како, зашо, што е балон твистер и така натаму, како се развивал бизнисот, што се бара највеќе кај нас, што може да напречи. Сакам да внимаваш, што на пример подкастов да речеме сат време, 50 минути, сат, небитно. И сега ние од подкаст обично вадиме, не знам, 4, 5, 6, ако има материјали, 10 рилови ќе се извадат, нели се едно. А сега тие рилови, ти може да збориш 5 минути, ние ќе извадиме минута и пол. Да, тоа што е најинтересно од разбира. Со тоа што од кој ќе изгледа подкастов, ние ќе направиме некој рил понашки што мислиме дека ќе биде привлечно едно друго, меѓутоа тоа не значи дека тебе ќе ти биде привлечно од бизнис гледна точка. Да. Ако има нешто што кој ќе го изгледаш подкастов, ова е добро, ќе ми пишеш или ќе ми се јавиш, ќе ми кажеш слушај од трета минута до 4:57, ако можете едно рилче. Разбираш. Да. Така. Јас сум спремен. Кога можеш, кога си спремна, кажи. Да може? се поклониме да почне. Идеме. Може и ова да иде уствари у етер, дека пака си преме моето, ама нешто да се извади. Во денешната епизода на уште еден подкаст имаме доста интересна гостинка. Ќе разговарам со сопственикот на Балон Твистер. Ако сте организирале некоја дешавка, роден ден, свадба, не знам, крштевки и така натаму, сигурно знаете за што станува збор. Ќе зборуваме за тоа како започнале, со какви предизвици се соочуваат, што највеќе се бара во Македонија. Можеби ќе ни даде некоја идеја за дешавки што ги организираме тука во Балкан Медија Груп. Меѓутоа, ред со ред. Со мене денеска е Тања Цветковска. Тања, добре дојде во уште еден подкаст. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Ти благодарам што си тука и сигурен сум дека ќе имаме интересен муабет. Верувам. Кажи ми, балон твистер. Значи, ја го знам, сум поминувал по молојове, најчесто го имам усвари приметано. Тие шарени балони чуде едно друго. Ај прво да за овие што не знаат, да кажеме прво што е балон твистер. Балон твистер е всушност сега веќе еден тип на, да речам, киосци. Моментално сме така распределени во двата поголеми молови. И е всушност бренд кој што се занимава со декорација, подготовка на подароци, се што е поврзано со балони, меѓутоа имаме еден сегмент кој што е клучен за нас, значи персонализација, персонализирани подароци. Што значи дека не само балони, туку изработуваме и друг тип на подароци, како на пример, еве да речеме печатени чашки, мајци и слично, значи горе-доле се што може да се отпечати, да се персонализира, ние имаме некој тип на техничка поддршка тоа да го изведеме. Добро, значи пака кога ќе кажеш на балон твистер, прво помислиш на нели балони, што е нормално. Претпоставам дека така и сте почнале. Да, тоа не е клучниот производ, да речам, за тоа сме специализирани, меѓутоа во склоп на тоа воведовме некое, како да речам, проширување од аспект на асортиманот што го нудиме, бидејќи си ја имаме техничката поддршка и самите луѓе, едноставно самите клиенти имаат различни барања, така што со текот на годините постојано уфрламе нешто ново, да не речам дека секој месец имаме некој нов производ. Браво. Имате печатница? Не е класична печатница. Тоа се повеќе, како да кажам, како крафтинг машини кои што се за сакам да кажам, не се за големо производство, туку баш за некои поситни подароци. Да, ако сакам јас на пример овдека на чашкава, сега да ме пише BMG
нетворк, Да, ќе изводливо. ја персонализираш. Па може да договориме, нели баравме нешто за чаши. Стварно, правиме мојот, имаме идеја нешто да правиме чаши, не знам некои работи сега таму имавме поголем список, ќе те барам. Ако, тука сме. Готово. Кажи ми, како почна приказнава? Па приказната во суштина баш и не почна од балони, всушност се почна во моментот кога јас станав мајка за прв пат. И додека се уште оваа приказна имам раскажувана, ама ајде пак во кратки црти. Додека се уште имав дома бебе, бевме повикани на Микице, требаше да одиме, ама јас пошто цел живот така си носам некоја креативна нота во себе и секогаш сакам она што ќе го однесам да биде малку поразлично од она што, да речеме, повеќето од гостите ќе однесат. И тогаш дома, пошто со бебе, нели, имав голема количина на пакети, на пелени, на козметика, неотпакувани што се дуплирале, а јас не можев да излезам да купам подарок. И така почнав да ги работам тортите од пелени, сосема спонтано. Значи, не знам дали сте слушнале за тој тип на подарок. Торти од пелени. Да, тоа беа почетоците всушност и тоа траеше, не знам да речам, можеби 1-2 години, се додека не прерасна во нешто малку поголемо, сосема спонтано, од носење еден подарок на Мекици до правење, да не речам, еден тип на производство. Значи, веќе почнав да имам повеќе нарачки отколку што јас сама можам тоа да го постигнам. И всушност и ден денес, некако, иако сме ние балонерија, можам слободно да кажам дека најпродаван производ ни се пакетите за новороденчиња. Дали клиентите кои што ги купуваат тортите за пелени некако сега повеќе не врзуваат со моментот за новороденче и за Мекици, ама многу често имаме нарачки, например, од тој тип. И така почна целата приказна. Потоа постепено се почнавме со балоните, па општо во светот во мода излегоа персонализациите на балони. Тука стана тоа доста атрактивно кога ти можеш да однесеш балон со името на бебето или на славеникот ако слави роден ден. И така почнаа сите работи. Па имаме за оние балони исто со хелиум, така. Па може да бидат во било како дали на хелиум, дали во склоп на статичен аранжман. Ние, да бидам искрена, персонализацијата најмногу ја продаваме во тип на аранжмани статични, кои што се долготрајни. Мислам, многу повеќе отколку само на хелиум. Некогаш луѓето сакаат подарокот да потрае, навистина изработен во многу детали, со многу, како да кажем, љубов внесено во тоа и сакаат тој подарок да потрае. Кога е хелиум во прашање, не трае толку долго. Лета балони, тоа е тоа. Се имаат различно време траење зависно од материјалот и големината, колку хелиум собира во себе и колку успева да го задржи, секако и надворешните услови влијаат, дали е на топло, на ладно, на проев и слично, меѓутоа секако траат пократко. Ако ги споредам со статични аранжмани, например, сме имале луѓе што ни се јавуваат на првиот роден ден на детето и ни викаат дека балонот од Мекиците кога се родило се уште го имаат дома и буквално не консултираат како да му бришат прашина, затоа што го имаат година дена. Како? Многу често имаме такви коментари од клиенти, буквално моабетот е што им правите на балониве. Какви се тие балони веќе? Да. Ете, Чимарија доказ. Доказ. Браво. Мислам, тие се вајде обични балони или како? Тие се всушност се разликуваат во материјалот. Значи има балони од латекс, кои што да кажам се најкраткотрајни, има фолија балони, тоа се најчесто оние што се препознатливи фолија балони на хелиум, најчесто што одат. Тие траат, да речеме, малку повеќе, имаат вентил во себе кој што го држи хелиумот малку подолго, а овие се балони од ПВЦ материјали изработени. Сега не е толку материјалот колку што има и самата метода на врзување, на затварање, секако и тоа е многу важно. Да, јасно. Али се долготрајни, доколку се на воздух, да. Нешто ме интересира највеќе, например, кога кажеш почетокот на приказнава, изгледа многу едноставно.
Као, ми текна мене, направив едно друго и после имав поише нарачки од колку што... И па јас да ја скратам, онака не беше толку едноставно. Чека. Малку сакам да ја... Како те дознаа уствари те? Сега препоставам дека сите те знаат, барем повеќето сега. Па добро, веќе и смена пазаров, да речем, од 2017 година официјално, а можам комодно да кажам дека сме со балоните конкретно 10 години. А тортите ми се започнати, значи Кирка ми е родена декември 2011, значи негде 2012 сум почнала со... Повеќе, значи скоро... Па да, си има годинки, си поминале. Тоа претпоставам дека преку социјални медиуми, не веќе? Па најмногу да, значи јас кога почнав 2012 со тортите од пелени, тогаш Фејсбукот уште беше поактуелен. Да, тоа Инстаграм не ни имаше, мислам. Па искрено не се почетоците на Инстаграм почнам, а јас сигурно немав во тој период профил, ми се чини на Инстаграм дека немав. И тогаш оформив, тогаш беа актуелни тие како почна оние како бизнис пејџови да се прават на Facebook. И јас се сеќавам дека во тој период, некаде после, дали последна година или две, мојата страна имаше некаде околу 13.000 фоловерси, што за тоа време беше многу сериозна бројка. Но тоа и за сега сериозно. И за сега, да, добро, сега е веќе и потешко, ама и тогаш не ни имаше многу пејџови, посебено не со ваква дејност што се занимава, да речам нешто со подароци. Тоа беа почетоците. Мислам и на светско ниво. Ти си го фатила на некој начин тој почетокот вајле и веројатно самиот алгоритам те ширил на некој начин. Се е потешко, мислам дека да собереш. И немаше ни да речам за тортите од пелени, најискрено можам да кажам дека сме биле први. Јас идеи кога црпев, исклучиво црпев од 2-3 профили амерички кои што беа во тоа време и тоа беше единственото нешто што можеше да се најде. Многу малку имаше вака јавно на YouTube, например, исто колку имам пребарувано, мислам дека само една девојка, не можам да се сетам, негде од Азија беше, што така ставаше како туторијали, што сега, например, за се можеш да најдеш и тоа не знаеш кој попрво да го... Имаш размислувано нешто да снимаш туторијали? Не баш. Не знам, не ми отишол натаму паметот. Ето идеја. Да, може. Кажи ми, кој беше првиот голем настан? Нели на почетоков сега поклонче едно, две... Па не, ние всушност бевме на почеток специализирани и така стартувавме за мали подароци. Да. Значи, да дојдеш да си купиш поклон и да си го однесеш на роден ден или на мекици. Со настани малку подоцна почнавме. Прво почнавме како еден вид на соработка со фирма, како да речем, агенција за настани, која што исто тоа и тоа време и за тие работи на некој начин беше почетокот, како да кажам. Значи, се организираат. Да, почна постепено да се формираат како еден тип на, како да ги кажам, фирми, декораторски студија кои што почна да се занимаваат стрикно со таа проблематика, да речем декорација на настани. Бидејќи претходно некако тоа беше поише, зборам за големи настани, повеќе во склоп на, не знам, со маркетинг агенција, па нешто они ке викнат, пример, некој за балони, па некој за цвеќе, зборам за поголемите настани. Обични самите ресторани или, не знам, сали, така натаму си има собствени. Да, па и не беше тоа толку популарно, како да кажам. Тоа беше, да. А и веројатно и понудата била помала. Сега цвеќарите си работеле и од претходно, меѓутоа делот со балоните настапи малку подоцна. Тој и се уште може да кажеме дека е таза бранша, значи колку еве 10-15 години. Ти си ствари на некој начин пионир у целава приказна. Па, така се погоди. Се поклопија коцките. Значи, идејата дошла интересно. Да, се тргна со пелените, потоа тоа не докажав, беше еден тип на соработка со таков тип на агенција, они нудеа другиот дел од декорот, ние ги работевме исклучиво само балоните и после тоа настана, како да кажам, се споивме всушност како во една фирма и тоа е сега, да речам, еден вид на сестринска фирма на Balloon Twister, се вика Platinum Life Events, која што функционира исто неколку години и се занимава исклучиво со настани на терен. Значи, тие се баш сетапи за кои се работат на друго место, сосема на поинаков начин, значи немаат баш доперни точки со
балон твистер во смисла начинот на изработка, на изведба, просторот во кој што се работа, тие се обемни, масивни балонски герланди и слично. За разлика од ова што се индивидуален помал производ. Значи во балон твистер можете да купите, ајде да речем 99,9% од производите, можете да ги ставите во возило и да ги земете сами. Имаме нешто што мора ние да го доставиме, што е над 2 метра, ама пак е еден аранжман. Или ако дојдам со камион. Или евентуално така. Кажи ми како ти изгледа еден типичен работен ден? Па многу динамично, многу динамично. Во принцип Онака, мојот останување до легнување. Добро прашање, не сум си го размислила вака сега. Ти имаш 10 секунди. Па ништо од станување, најпрво од сабајле, тоа мислам доскоро ми беше пракса, гледам барем еден сат да си посветам на себе, на здравје и на слично, или одам нешто вежбам, правам, или се посветувам на доручекот и така натаму. Мисли, таму црпиш енергија за после тоа што те чека во балон тоа ми е, твистер. да не ми е тоа, искрено физички тешко се издржува, затоа што постојано сум или во едниот или во другиот локал, или ако не сум таму има нешто за набавка. Ако не сум нигде од таму, тогаш сигурно сум на телефон или пред компјутер. Секогаш кога работиш со толку луѓе мора да има и некоја ситуација што треба консултација во најмала рака ако не е веќе некој проблем. Де факто ствари немаш работно време. Апсолутно не. Усвари може да работиш некојаш 2 сати, ама некојаш затоа може и 12. Не се случило да работам 2 сати, дури и кога сум на одмор. Мислам, знам многу често од пријатели наши добивам коментари, бе ти си газда, демек сам на себе си правиш работно време како сакаш. Си викам, не знам, во овие, ајде да ги речеме у тотал 10 години со се тие неофицијални 2, ја не памтам да сум си била газда на своето време. Па не е лесно. Па у суштина, ама види, затоа и ќе имаш. Мене од друга страна работата ми ја дава и енергијата општо, значи затоа јас немам проблем со тоа да се носам. Јас пробувам некогаш дури и приватните обврски да ги синхронизирам со сето тоа, некогаш и дома, еве сега децава си поголеми пејони, ќе ми припомогнат, па нешто ќе направиме заедно и така, значи зборам ако имаме некои количини да подготвиме нешто, да речеме. Така што гледам, не знам, балон твистер ни е нас составен дел од животот дома, не знам како да кажам. Првото многу добро можам да го замислам ова, мислам. Да. А мене ми се свија тоа, мислам, тоа е позитивно усвари. У суштина да. Мислам, убаво е да не се случува хаос, како што знае некојаш да се случи. Например, сега во овој тип на бранша, да речем, вие имате денови кога имате повеќе слободно време и има денови кога наеднаш, викендите, например, и кога не се знае, не може крајот да се пофати, од што сите, например, тој термин им треба. И сега вие сакате да ги услужите сите, меѓутоа нормално физички се знае колку може да се постигне. Сега си би било многу во тоа само би било распоредено, ама не е. Усвари, ти поиша работа за викенд имаш. Секако да, за викенд. За викенд имаме најмногу. Да. Мислам, не можам да се пожалам и во работните денови, зашто пак ќе кажам некако најпродавани производи ни се овие за бебчиња и сега бебињата ги испуштаат од болница, да речеме, може било кој ден, нема тука правило, не мора да е викенд. Суштина и мислам дека и ретко кога за викенд ги пуштаат, најчесто се работни денови, така што ние по киосците си имаме секојдневно работа, али настаните, она што стварно бара и екипа на луѓе и енергија да му посветиш, се за викенди. Имам тука едно прашање, вика, што правиш кога не работиш? Ти усвари кога не работиш, работиш. Да. Кога не работам, тогаш црпам инспирација за што да работам утре. Мислам, не сакам лошо да звучи, зашто јас стварно во сето тоа многу уживам, инаку не би можела да го правам тоа, нели? Тоа може да трае 1 година така со сила нешто да правиш, зашто мораш и еден ден кој ќе ти дојде преку глава, едноставно. Да. Така што јас стварно во тоа уживам, единствено што ме изморува е кога ќе си зададам веројатно малку повеќе обврски од што можам да ги завршам и ќе си ги натрупам така во еден ден.
или евентуално кога треба да направам административни обврски. И тоа да. Со документи, со чуда, со фактури. Преблагодарна сум на супругот што он комплетно ги превзема тие работи, зашто јас стварно имам алергија од такви обврски, ама некогаш мораш едноставно треба да одиш лично во банка и тоа е тоа. Види, некогаш, знаеш како викаат, или си креативен, да речем имаш дизајнерски дух и така натаму, или те бива со бројки. Па ова е дејност кај што треба да те бива во двата смера, затоа што од една страна треба да си креативен, а од друга страна ти си носителот, што си менаџер и организатор и како да речам го водиш тој предпримачкиот дел, значи мора да си добар во двете помалку. Кажи ми како ти изгледа процес на изработка на, не знам, еден балонски аранжман. Па добро, имаме стварно многу од нив и во принцип сите се изработуваат различно, ама еве да речеме тие што се ајде како најпродавани, да ги кажам, аранжмани. Што види, имам видено ке вас, кога поминувам нели низ трговските центри, има видено некој на пример има со 15 балони имаше нешто закачано, не знам така, како имаше црвени или какви беа, не знам. Добро, ако биле хелиумски балони на врвчиња, мислам, нели, како снопови, во принцип кај нив постапката е многу едноставно. Тоа е доаѓаш, сакам тоа, ти дуваат на лице место, зимаш и тоа е тоа. Не, зборам за аранжман, онака. Аранжманите 50 балони сам да ми направиш во вид на срце. Треснав се. Да. Не знам дали правите така. Аранжманите во принцип, нели, најпрво комуницираме со клиентот, дали дошол лично на киоскот или онлайн е комуникацијата или е на телефон, неважно. Значи најпрво убаво се, како да кажам, ги слушуваме барањата негови, после тоа го насочуваме што тоа може да се реализира, што треба да се промени и така натаму и доаѓаме до некое заедничко решение, зашто во принцип кај нас секој производ е custom made, значи по желба на клиентот. Едноставно ние дури секој производ е различен. Секој производ е различен, да. Во најмала рака и дури истиот да го нарачаат, ние секогаш ќе се случи или ја немаме истата идентична кутија. Сега пример тој аранжманот пред 2 години го виделе на слика. Сега ќе биде истиот, ама секогаш посочуваме на пример конкретно сега нови кутии има или не знам го нема тоа мече што било во склоп на аранжманот. И така натаму. Значи секогаш во некоја нијанса се разликува, ако ништо друго текстот е секогаш различен, така што да, во принцип да. Сега во однос на тие персонализираните аранжмани, што да ги кажам, тие се како најзахтевни, нели? Обично секогаш ако е нешто по нарачка, оставаме простор, се наша препорака е да ни дадат барем еден ден однапред да се направи нарачката, меѓутоа сватевме дека многу често има луѓе кои што стварно сакаат да однесат нешто убаво, ама им е потребно во моментов или за половина час или за 2 часа, значи за истиот тој ден. И тоа го воведовме малку како новитет, да речам, што искрено до сега и не знам дали го имам видено некаде вака по молови кај што сум била еве по Европа, кај што сме шетале, пошто ми е тоа нели браншата и секогаш кога ќе влезам во мол прво да видам во балонеријата што има. Немам се уште видено таков концепт и мислам дека тоа е нешто што баш онака не прави поразлични од другите, значи буквално можеш да дојдеш кај нас на киоск, да си одбереш, ние имаме секогаш на лагерот тој тип на аранжмани, па барем, не знам, 5-6 најмалку, кои што се разликуваат во бои. Си го бираш дизајнот ако ти е за веднаш од готовите модели и ние во рок од 15 до 20 минути го аплицираме само текстот. Значи имаме и таква понуда. И тоа е дефинитивно нешто што не прави малку поразлични од другите. Да. Па добро, иначе тешко е за пола сат. А инаку е невозможно, мислам, да се склопи целиот аранжман со оглед на тоа кога работите на киоск, вие не сте слободни во периодот од моментот кога клиентот ја направил нарачката до моментот кога треба да ја подигне. Значи вие постојано обслужувате други луѓе и паралелно треба да го изработите. Така што и девојчињата што се поштандовите не им е лесна работата искрено. Да. Особено затоа што се на прометни места, да речам сепак ке застане клиент, сака да купи картичка, кесичка, имаме ние и такви ситни, нели, се што е поврзано со подароци. Добро, од кај имаш инспирација? Не знам од кај црпиш
ова, речи идеи кои идеш по странство, по молови, едно друго. Може Pinterest, може, не знам, филмови, не знам. Па од секаде, искрено, постојано, најмногу, да бидам искрена, самите клиенти ни даваат идеи, зашто они секогаш доаѓаат во смисла, еве, го сакам овој аранжман, ама да му додадеме ова, да му одземеме ова, да му направиме вака и ти веќе имаш нов производ. А многу често и на интернет. Мислам, тоа на интернет веќе стварно има толку многу што човек едноставно не знае веќе што да гледа. Па правиме некоја селекција по нешто што е стварно стилски, нешто што е фино. Па од таму нели гледаме пак нешто да биде и тоа со некоја наша, како да кажам, нота, нешто нели не е идејата да се ископира, идејата е да се инспирираш. Сега веќе можеш и чипите да го прашаш. Сега веќе многу е проширен. Со слика, со објаснето, туторијал, све. Уф. Значи, сега види како да те прашам сега. Лично ги правиш тие, така? Мислам, имаш и вработени, нели сега? Да. Сите што работиме, сите знаеме. Нели ми спомна, и ми помагаат и дома, и... Добро, тоа повеќе од аспект за настаните, кога е нешто што треба, например, имаме, не знам, 2 недели рок да го припремиме тој настан и тогаш некојаш си ја носам работата и дома. Така ми е и попрактично. А инаку тоа што излегува на штандовите, сите од девојките што работат, сите знаат, освен нормално некој нов, ако е на обука тековно учи, меѓутоа тие што се таму подолг период, генерално ги знаат сите производи што... Каква екипа сте се? Сега треба да се пребројам. Сега некако сме голема екипа, затоа што самите работни часови во мол, за да ги обслужиш сите смени, бараат повеќе вработени. Тоа е од 10 до 10, препоставам. Со оглед на тоа дека таму се работи викенди, празници, нели постојано, имаме и плюс резерва на целата екипа, уште 1 до 2 девојки кои што доаѓаат како дополна, кога има потреба, значи сега да ви кажам, треба да се пребројам. Мислам дека сме околу, со се мене и сопругот, да речеме, негде околу 10 на луѓе сигурно. И по тоа е убава бројка. Да. Значи, од торти со пелени до 10 работени. Да. Секоја година по 1 плюс. Добро, која е тајната за успех? Ете, за некој човек сака да отвори некој пака креативен бизнис или не знам што. За мене да клучно, најклучно, еве јас што сум издржала, да речам, со сето ова толку време, што сум обстоила на некој начин, било само, зборам како клучен сегмент, љубовта према работата. Ако она што го спомнавме пред, ако ти не го сакаш тоа што го правиш, ти давам рок година, 2 и не можеш да продолжиш едноставно. Значи, ако тоа ти е водилка, значи јас да си легнам навечер и после 10 години и да не можам од возбуда да заспиам, едва чекам утре да дојде зашто ми текне идеја сега да ја направам, че тоа е нешто што те води. Ти се дешава тоа? Па не ми се дешава, имам проблем со спиењето веќе. И сега реков, едно 2 сати пред спиење воопшто не го гледам телефонот, за да не добивам инспирација, да не добивам веќе идеи, за да можам да спиам. Не сам. Колку повеќе навлегуваш во тоа, толку повеќе и жарот расте, како да кажам. Тоа е клучно, а инаку упорноста и дисциплината секако се проследени со љубовта према работата, затоа што ти можеш нешто и најмногу да сакаш, ама ако брзо се откажуваш, ако не си упорен, ако не си дисциплиниран, ако не си правиш убаво распоред во однос на приватни обврски со службени, ако службата некако надвладее, тогаш ќе почне колку и да сакаш работата, ќе имаш други некои тегоби, како да кажам, што ќе те натераат да се повлечеш, да се откажеш. Да. Значи мора балансот да се направи за да тоа биде долготрајно. Добро. Има некој момент онака кога си задоснала со нарачка? Искрено, има роден сигурно ден, имало. Има роден ден, не можеш да стигнеш. Леле, па тоа Богу до сега не ми се случило. Тоа е другиот момент зашто не можам да спиам, дали е, не знам, тоа е валјда одговорноста што си ја носам ја како карактер. Значи секогаш пред голем настан јас сонувам дека нешто се случило и дека јас не сум стигнала и дека тоа почнало и дека ништо не било направено и јас наместо да станам у 7, станувам у 4:30,
растревожен. Не. Значи, да. Тоа, ај не пред секој, ама многу често. Многу често. Ми се случува. И сега, веројатно, и тоа е нешто што со текот на годините... Не, ма ќе добро, си па сериозно е, стварно, замисли... Па Да. мислам, без разлика што станува збор декорација, нели се може настанот да пројде без декорација, не е клучно, ама во секој случај, тој некој човек, тој ден му е на него еден и единствен таков. Значи, еднашка неговото дете полни 1 година и прави крштевки, за него е тоа голем ден. Да, и сега него тоа да стварно. не му било важно, он немал ни да дојде кај нас да направи, нели, нарачка за декорација и слично. Во принцип гледам колку можеме, особено во делот на настаните, да бидеме унапред спремни, колку можеме повеќе, за да Добро, не тоа зависи колку напред е направена нарачката. Препоставам дека ќе нас поише се прави нарачка од денеска за утре. Тоа е типично, Да. мислам и балканско, не, Да. не само кај нас, да. Меѓутоа гледаме веќе да воведеме некој, како да речеме, ред во таа дејност. Сега малку повеќе бевме посветени во делот на балон твистер, да речем додека се стабилизираат двете екипи, па имавме селења, преселби на локали и слично, и сега веќе малку се посветуваме повеќе во делот на последниве, да речем, 2-3 години, повеќе во делот на настаните, пошто знаете како они се сродни дејности, ама пак сосема различно се работат. И... Па добро, генерално, отприлика тоа е тоа, што знам, не... да, не, можеби не е толку, например, секој да Например, да барам магазинот... поклон за родење е различно, друго е, да, Сосема различно. Да. Ние и првото прашање, некојаш клиентите не прават разлика, па ќе речат ми треба декорација за роден ден. Првото прашање ни е дали ќе декорира простор или сака да однесе подарок за роден ден, пошто некогаш и самите клиенти не ја прават разликата, за да знаеме нели како да го насочиме. Добро, изгледа интересно, малце тешко, ама ако си успешни, ако тоа те води, топ. Хаотичен ден. Колку хаотични денови си имал? Секој втор. Но Може да ми го кажеш најхаотичниот ден што ти бил? не може, многу има такви, стварно, многу често. Кај да почнам? Мајка ми веќе кога ми се јави на телефон, ми вика во хаос си или можеш да збориш, пошто стварно мислам многу луѓе, многу случувања и едноставно не можеш да не знам најхаотичен ден, не знам, треба да размислам, вака сега не ми текнува, ама имало, мислам, пак ќе кажам, гледаме да биде се пред време спремно и некогаш можеби се создава и мала паника, ама пак е тоа од чувството на одговорност, дајте да не задоцнеш. Мора да има хаос, кога се Не, работи на брзи рокови. Има, еве, например, сега што ми текнува, првиот настан официјален што ни беше надворот, првата свадба всушност. И што правите на... Ние, фала Богу, си дојдовме спремни, пошто јас сум, нели, фанатик да се биде како што треба. И кога дојдовме на локацијата, јас на таа локација предходно не бев, мислам, не бев отидена, не сме работеле ништо таму, искрено не знаев што треба да начекам, ама очекував дека ќе начекам спремни маси и столици, пошто свадбата почнуваше као за 3 сати од сега, да речем. А зборуваме за гости од 200 па нагоре. Нели, сепак е тоа нешто што треба да се среди. Дојдовме во една, како да го кажам, тоа двор, и сега човеков не води да ни каже, јас му објаснувам кои сме ние, зошто сме дојдени, нели, да ни укаже кај треба да стигнеме, а при тоа ние цел декор ние на масите и на столчињата. И он ме носи по една зелена трева, ме носи, и ние не стигнуваме воопшто до делот со масите и столиците. На крај доаѓаме до ограда и тука завршува. Ја му викам, добро, и масите, столиците, кај ќе биде свадбава, нели, женава си нарача за столчињата, за масите, за... Па еве ми вика, овде ќе биде. Викам, каде на тревата? Па да, добро, викам, а маси и столици? Па вика, не се тие наместени, и тоа, мислам, не, тахикардија е мал збор. Дефинитивно. Стигнавме, се појачавме малку со екипа, ама за мене голем стрес, иако не беше моја вина. Мислам, ама сепак, мене сатисфакцијата ми е кога ќе видам невестата и кога ќе дојде и кога ќе види, кога ќе го видам насмевката, кога ќе видам погледот.
А тоа беше скоро па невозможно да се случи ако ние не донесевме плюс луѓе таму за да ги наредиме и масите и столиците што не беше наша обврска. Маси столици. Па добар дел помагавме, да не речам дека повеќе од пола ги наредивме ние. Ама значи има секакви случаи. И тоа е тоа што ти прави стрес дефинитивно. И ти прави хаос. Кој ти е фаворит проект? Па такви имам повеќе. Добро, еден барам. Еве се еден што го памтам. Тој беше многу Препоставам дека свадба е пак. Не е свадба. Не е свадба. Ова беше декор на една поголема игротека во Скопје која што нажалост веќе не постои. Секоја година им правевме, го декориравме целиот плафон. Ама сега не знам вака у квадратура, ама беше сериозна некоја квадратура со некоја сериозна висина што не беше дофатна вака од скала. И почнувавме, пошто беше во склоп на мол, ти таму можеш да работиш само од 10 навечер до сабајлето до пред да отвори молот. Значи немаш простор во текот на денот. Ноќ ако мислам кога кога е затворен. Само кога е затворен молот можеш технички работи да изведуваш. И доаѓавме во 10, цела екипа. Цела ноќ. Ама ни беше многу забавно. Тешко беше зашто монтажата беше на многу високо и всушност ние требаше да изработиме како облаци, па беше зимно време, па снеголки пуштавме од нив, така и всушност целиот плафон беше покриен во балони. И така беше доста атрактивно и сега зборам за пред години, сепак тоа беше една интересна инсталација за во тоа време. Сега се прават чуда стварно. Па нема врска и сега е тоа интересно. Да. Тоа си останува. И беше мако трпно, ама беше многу забавно некако. Не знам вечерта, па се забавно е зашто од 10 вечер до 10 веќе ти се спие, па и се смееш и на глупости. Ама сме го терале и не било проблем, мислам. Баш не било како авантура, како да кажам. Што бара највеќе кај нас? Мислам, речен или новородни крштевки и новороденчина највеќе? Да. Тоа некако најмногу што го ја очекував дека највеќе се бара за родендени. Па добро, не далеку од тоа дека не работиме родендени, меѓутоа вака процентуално можам да кажам дека новороденчиња ни се number one. Значи најмногу тоа што изработувано е што би можел да порачам јас утреден. Широк спектар. Најпродаван производ ни се бебешките боксови. Значи тие се всушност горе имаат персонализиран балон. Добро. Кај што договараме исто детали, значи каква исполна боја на балон, машни и слично. Сакам да кажам договарањето трае со клиентите. Плаво или розово најчесто препоставам. Па на жалост најчесто е плаво или розово, иако нас веќе ние со плавото и розовото и сакаме да воведеме нешто ново, ама тешко поминува. Не можам да кажам, не има луѓе што стварно имаат многу интересен вкус и знаат да дојат конкретно со одбрани нијанси, меѓутоа се ретки и плавото и розевото преовладува и кај нас на штандовите затоа што тоа е најбара. Како бокс? Мислиш бокс во смисла не се доискажав, значи горе е персонализиран балон, долу има како корпа, кутија, дрвена корпа, значи зависи, сите се различни и во неа може да има од свежо цвеќе до благо, може да има мече. Некој пат самите клиенти носат подароци, па ние ги средуваме внатре во самата кутија. Значи има повеќе опции како може да изгледа. Се во склоп на тоа може да се додаде плишено мече, да се прикачи. Има опција да се, пошто ние работиме персонализација, например да се испечати бебешко боди, го облакаме на мечето и така. Значи тие се, да речем, најбараните, најпродаваните аранжмани, еве конкретно ајде за бебиња, да речем тие што се зимаат. А за родендени најмногу што работиме се хелиум балон, најчесто. Среќен роден, не знам што. Или балон букетите, тие ни се доста атрактивен производ, значи тоа е како аранжман во вид на букет со хартија, баш како букет, само наместо цвеќе има голем балон кој што исто има персонализација. И сега тие може да бидат за различни намени. Ги зимаат и за бебе, може да бидат и за возрасен, за роден ден. Многу често ги продаваме и за дипломирање, значи горе на самиот балон има како капче дипломско, исто се испишани. И се доста атрактивен производ кој што вие све може да направите на тој, све да пишете, све да. Да. Боите му се менуваат, значи се по нарачка.
И Ќе според се вратиме потребата. пак на ова, сега ме интересира малку околу ова Инстаграм профилот кој го гледам е фантастичен. Така изгледа. кој, И да, фала. кој го води Инстаграм профилов? Јас. Ти? Да. Ти си, Јас сум, ти си маркетинг менеджер, не знам, социјал нешто- медија. Нешто научив во текот на годините. Стварно, а мислам, нели гледам убави слики, убави Па да, сликите ми се клучни искрено и мислам дека најголема инвестиција ми е стално телефонот, затоа што сликите ми се многу битни. Па да, телефонот. Сега јас до душа од мала, значи јас во средно имав така доста пасија за фотографирање и уште тогаш другарките знам ги влечев, им правев фотосесии и се занимававме и така. Ама моментот со фотографирањето ми е така останат, да речам, уште од мали години. Ги гледам вака се и сакам све да имам од ова дома. Па не го собира. Вака фаќаат волуминозно. Да, Големи се. Вау, што е ова? Браво. Имаме околу не знам па колку постови се. И тоа на Инстаграм. Не, има да, има многу. Ова на Инстаграм, на Фејсбук. Ние постираме на Инстаграм, те нешто еве сега А што поише на Фејсбук сте? Не, ние сме генерално на Инстаграм. Фејсбукот ни е само врзан, јас немам ни постови. Мислам искрено не знам, Добро, многу преку мета се, малку автоматски добиваме, шо? да, и пораки и нарачки од таму и некако тој стана секундарен. А Инстаграмот ни е број еден, да речам, како извор за клиенти. Меѓутоа сакам да кажам, многу мал процент од она ние што го работиме е изложено. Да. Да не речам дека дали по 2 поста веќе Добро. 2-3 Зашто? поста и месечно. Зашо не си размислила за, не знам сега, за онлайн продавница? Многу сум размислила за тоа, ама многу е комплицирано. Зашо? И многу сме направили Секој втор бизнис има онлайн продажа. Да. Проблемот кај нас е тоа што е тешко да се автоматизира, што буквално секој еден производ е различен. И секој еден производ мораш да имаш директна комуникација со клиентот. Значи, не велам дека е неизводливо, изводливо е, ама треба стварно многу да му се посвети внимание за да се направи таа продавница како што треба да изгледа. Инаку последниве 3 години кажа, тоа да, ни е... немаш фиксни... Ништо немаш фиксно. Ништо, а што е најтрагично... Види, може да се направи. Може, теоретски може, ама мислам дека двајцата знаеме колку работа е тоа. Има Особено работа. кога ќе се земе во предвид дека многу често, еве например ние да објавиме се, карикирам боја на машни, да ги сликаме. И сега клиентот да си одбере. Па ние за 2 месеци ја нема веќе таа машна кај нас у магазин. Значи магазините се многу непостојани во однос на производите. Ето, ќе нарачаш пак или Ама не можеш да ја нарачаш, не ја носи увозникот. Ја нема. А, И тоа не само со машни е небитен некој сегмент. Да, Еве, пример не знам, се. плишани мечки. Ние ништо не може да унифицираме. Денес ги има, утре ги нема. Тоа ни е, да речеме, еден од најголемите проблеми да, тоа е малце со кои што се проблематично. соочуваме. Тоа е малце проблематично. Она што ние го нудиме, значи што ние си го на некој начин сами обезбедуваме, балоните и слично, за нив немаме проблем, зашто ние си ги како да речам количините си ги одредуваме. Меѓутоа се што купуваме од увозници од магазини тука што нели си носат роба, Да, што зависиш си од везуваат, други уствари. многу има проблем. Предпоставам Или дека се сега носат Великден мали носат количини. поише, не знам, врзан Зајчиња, зајчиња, например. за нова година деномразовци или Епа да, појма, така би требало да биде, ама нема зајчиња. Никаде. Не? Не. И ние сега, Како за да не се доведеме, па понудата е толку мала да не речам дека е очајна. И за да не се доведеме во ситуација да немаме што да понудиме, правиме соработка со луѓе што шијат и изработуваат плишани зајчиња, ги има на страната се изложени, кои што ние значи си формиравме некој наш производ кој што е доста симпатичен, да речеме, меѓутоа го шијат за нас и количините пак ние ги одредуваме. Ова на Инстаграм, па еве го гледам има едно вика Happy Easter, средњен Великден со балонче врзано така не, како машничко. тоа е сега последното, да. Тоа е Да. како не мислев на тоа. Тие се едни Не, плишани окей. зајци, да, кои што ги изработуваат специјално за нас. И многу често кутии, на пример, исто, веќе не можеме да се потпреме ние,
да речеме на магацините, денес ги има, утре ги нема и сега веќе имаме соработка со фирми кои што изработуваат стрикно по мерка кутии за нас. Ништо next step фабричко производство. Тоа е тоа што не многу ме привлекува мене лично. Јас поише не сум за големо продажба и така, значи мало продажбата многу ме влече. Концептот на мал бизнис, контактот со клиентите, исто така. Покрај креативноста има во мене, да речам, нешто што ја сака продажбата. Мислам, па, добро, од мора дете, да има нешто такво. Од дете некако имам страст за тоа, баш се сеќавам, мислам дали бевме прво или второ оделение, кога сите ги организирав дека ќе правиме тезгички на улица и ќе продаваме. Значи од тогаш нешто ми работело. А гледам дека и малава керка е со во истата состојба, така да се надевам дека ќе има некој наследник. Треба почнеш веќе да ја носиш по нели. Она многу сака, многу она дење и ноќе дома само изработки прави. Веќе немаме каде да ги складираме и многу има кликер за изведба на работите, како кажам, она измислува некои производи и после им става функција, не се врзани со нашиве, мислам, него си прави нешто сама, ама многу е креативна, многу. И сака, ама мала е уште. Добро се, да. Да, треба малку. Тегна време. Уште малку време. Летно или зимно време? Кој имате поише работа? Зимно. Како е зимно? Не, препоставав се свадби летно време, поишите шафки има. Не, сега вака, ако зборуваме за балон твистер конкретно, зимно време. Затоа што тука ни е нова година. Значи од 1 септември почнуваме. Да, и тука делот на подароци. Да. А летно време, летно, всушност тоа е, како да кажам, од март некаде до крај на јуни, тој период веќе ивентите си почнуваат. Да. И после имаме тука една дупка, нели, која луѓе си одат по одмори едно друго. Пошто ние искрено, ние работиме секаков тип на настани, меѓутоа можам да кажам дека поспециализирани сме за детските настани. Да речам, повеќе ги имаме во обем отколку свадбите, например. Сега зборам за приватните. Детски во стилот детски родендени, крштевки, мекици. Да. Добро, да. Таков стана тип јасно. на прослави. Да. Меѓутоа имаме, не дека не сме работеле и свадби и корпоративни настани сме работеле, ама да речам дека тоа е она по обем најмногу што го работиме. А кажи ми конкуренција? Па има сега, има многу. Ама нема, мислам дека буквално ова што вие го правите, што ти го правиш, меѓутоа има многу слични. Па чак дури ако ги земеш у предвид и цветјариве, и они може да прават дел од тие. Да. Па како да кажам, има се повеќе и повеќе излегуваат. Малку се тие што обстојуваат. Тоа е целата ситуација. Значи тие ја искрено стварно фокусот немам ни енергија толку многу да ги следам, веќе се и премногу. Некогаш пријатели знаат да ми пуштат некој комплетно прекопиран наш дизајн, што искрено не ми се допаѓа, ама не реагирам на тоа. Мислам дека секој што го работи ова треба нешто сопствено да си стави една своја нота. Мислам, прекопирано до тој степен да, како да кажам, веќе се замислиш од каде е купено. Во некои детали јас одма препознавам дека не е од кај нас, ама до тој степен сакам да кажам, сме се соочувале со такви моменти. Ама искрено немам многу енергија, не посветувам многу на тоа. Ако имаш конкуренција, тоа ќе значи дека ти ќе бидеш малце подобра, веројатно. Како? Подобра. Па да, секогаш. Поише ќе се развиваш, поише ќе имаш мотиви веројатно или поимам се. Добре, јас повеќе се фокусирам на моментот да ги решиме сите некои недостатоци што ќе ни ги посочат клиентите. Да речем, многу почитувам пораки кога ќе ни пише клиент дека нешто не било добро. Се случува. Мислам, фала Богу, не можеш толку производи на дневно ниво да вадиш, да нема негде пробив. Да го почитуваш. Апсолутно, затоа што он ми посочува што утре не треба да сгрешам. Тоа е за мене многу битен сегмент. Сега во делот на менаџирањето, апсолутно. Значи, каков проблем, да речеме, ете му се случило со балонот. Сега некој пат не е наша вина, некој пат е нешто врз кое што ние за следен пат може да влијаеме. Во секој случај ги гледам тие како доста конструктивни критики. И тука ми е некако повеќе насочена енергијата отколку во делот на конкуренцијата.
кога сме кај клиентиве, кои ти се по-онака, по-омилени. Па дајте, да, по-омилени. Оние што ќе ти кажат точно, слушај, сакам ова и ова, правам утре, не знам, роден ден за детето, сакам точно ова, или па оние што ти даваат целосна слобода. Стам има и такви. Да, има, како не има. Искрено, и со едните и со другите може да биде и комплицирано и лесно. Например, тие што стрикно знаат што сакаат, тамо не можеш да сгрешиш. Апсолутно можеш да сгрешиш, затоа што они не се свесни дека, не знам, ти робот да си, не можеш да го направиш исто идентично, мислам, едноставно не можеш. И комплетно, од една страна е полесно, зашто нели те насочува до некаде, меѓутоа од друга страна е проблем зашто ти не можеш баш се да изведеш, нели, апсолутно и како да кажам, и плюс ти ја крати слободата на твојата креативност, нели? Некои има луѓе кои што ајде да ги ставам во група на control freaks, значи одат до степен да секоја стапка на работењето бараат од нас да им биде прикажана на слика, за да видат дали, значи до најситниот детал. Тоа мене многу ме изморува и јас веќе во последните години не го прифаќам. Значи да, може да им, ако е онлайн нарачката, да им испратиме слика од готовиот производ кој ќе биде готов, меѓутоа гледање производ во фази кои што они не може ни да си го замислат на крај како ќе изгледа е проблем. Дефинитивно е проблем. Ја не знаев дека има и до тој степен. А од друга страна, па клиентите кои што ни оставаат комплетна слобода, тие што се без очекувања, како што би требало на некој начин да бидат, нели, ти оставам на тебе и немам очекувања, ти ќе верувам во тебе, ќе ми го направиш најбо што можеш. Со нив немаме никаков проблем и тоа е се супер. Меѓутоа, тие што викаат оставам на тебе, ама имаат они веќе го имаат замислено и сега ти го правиш како ти го имаш замислено и тоа е веќе проблем. Да. Тоа е веќе голем проблем зашто он доаѓа и вика, јас уопште вака не го замислував. И тоа е, значи и тука има клиенти што, како да кажам, што се златна средина. Златна средина е најдобра. Значи кажи ми деталите што ти се важни и другото оставиме да го направам јас. Тоа е најдобро. Ти вратиле поклон? Мислам нарачка? Па да, мислам имаме примерно и како да кажам рекламации со тоа што ние Не, окей, рекламација во ред ако се распаднал или нешто. Меѓутоа она, на пример, не ми се свија, не го земам. А ти се многу ретко. Се случило, многу ретко. Ама нормално е, некогаш едноставно најубав на свет да е, може на клиентот просто не му е денот и него не можеш никако да му учиниш. Има и такви. И пак гледаш така онак. Нема шанси, он си има нешто замислено сосема друго, ти не знам како сакаш направи го, не ми се свиѓа и готово. А дури некогаш и по сите нивни насоки да е, едноставно има нешто што не се допаѓа на клиентката и тоа е тоа, нема тука разбирачка, ама искрено враќање на подарок на една рака можам да избрам колку пати не биле вратени за овие години. Тоа е добро, тоа. Али е нормално затоа што ние работиме со многу луѓе. Сосема очекувано, не може на секој да му се допадне се. Ја можам да заклучам до сега мајотов дека усвари ти си еден успешен предприемач. Креативен предприемач. Па добре, тоа креативноста кај предприемачите добро, како да кажам, делува затоа што некојаш за одредени проблеми наоѓаат креативни решенија. Тоа мене многу пати ми има послужено во животов. Како ќе го мериме успехот само? Со бројки, емоции или фидбек од луѓе? Дефинитивно со фидбек од луѓе. Да? Да. Или со емоции како фидбек од луѓе. Так. Па добро, и бројките се важни сега, да не се лажеме. Бројките апсолутно да, ама ако имаш добар фидбек, бројките ќе си одат нагоре, тоа. Не, да, тоа е врзано, си следува. Не сме имале моменти искрено кога некогаш ќе дојде клиент и толку многу ќе се израдува, а ретки се тие што така великодушно ги искажуваат емоциите. И вака мислам дека сум во состојба да му речам еве земи го и ништо не треба да платиш, буквално, и тогаш само на сјалечка ми се уклучува добро, Тања, ама знаеш, имаш кирија, плати, фактури. И ништо, само така ти доаѓа да го гушнеш и толку. Мислам, денот ти го прави, стварно ти го прави денот поубав. А има луѓе кои што се скромни, па колешките некогаш што многу се потрудиле, па кажат, а ви се допаѓа?
Да, многу е убав, знаеш, па кажи ни. Да. Кажи ни, многу ни значи. Ете еден апел до сите што ќе не гледат, кажете, никој ќе ви се допаја. Кажи ми, имаш вакво, кажи го, некоја нереална нарачка? Нереална, па има. Што не можеш да ја направиш, не знам, сакам Има, ама 2 метра, не знам шо, или појма. Не толку од големина, иако ние сме многу амбициозни како екипа и си фаќаме некогаш нешто што и не ти нарачам, јас не знам, 2 метра Мики Маус со балони, ќе го направиш? Да, без проблем, 2 метра ќе го направам. Торо, кажи нешто потешко. Не, најкомплициран момент е кога клиент, например, си видел една слика, втора слика, трета слика, пета слика и сега од овде го сака ова, од овде го сака ова, од овде го сака ова, ама тие не се склапаат, например. Да, треба склопиш. Еве сега скоро имавме таква една нарачка и сега не знам како на клиентката да ја објаснам дека ова не може никако технички да му се додаде тоа. Значи тоа што може и го правиме без разлика што немаме искуство, да речеме, што не сме го правеле. Ако јас го видам дека е технички изводливо, само им објаснувам на девојките, пошто они имаат цврста основа за како се изведуваат работите, ќе им објаснам како тоа да се склопи, нели, постапката и они ќе го направат. Значи не е проблем. Меѓутоа, ако е нешто неизводливо, или ако е евентуално некогаш доаѓаме во состојба да имаат некои барања кои што се изводливи, ама просто не знам, треба многу безобразно да ги наплатиш за да ти тоа стварно успеш да го изведеш. Значи премногу захтевни. И често пати, знаеш, некогаш не сум се ни осудила да ја кажам цената за тоа, затоа што знам дека ќе биде прескапо, а искрено не верувам дека клиентот ќе свати зошто таа цена е толкава. Например, техничката изведба е многу... Него му изгледа тоа така едноставно, например. Ама не, за изведување не. Некои работи не. Цениве ме интересира најскапиот поклон што го имате направено. Поклон? Не декорација за настани, тука. Така, аранжман. Па тоа сигурно било склоп на аранжмани. Како производ, најскапени се тие што се најголеми, да речем, по обем, габаритот, да, и тие имаат во себе состав метални конструкции, имаат големи мечки од по метро, метро и пол, да, и тука ти фактички не само работната рака што е повеќе, нели, пошто повеќе работиш, туку имаш и доста потрошен материјал. Видим. Ама имаме и такви. Ај еден предизвик. Ајде. Може? Може. Со сите гости имам одредени предизвици. Со тебе имавме замисли, имаме балони донесено, дека мислев да направиш нешто, ама не може со 3-4 балони да се направи нешто вау, така да викам, ај, ќе измислиме нешто друго. Балонска вистина или лага ќе се вика предизвикот? Ајде. Треба да кажеш 3 тврдења поврзани со твоја работа. Кратко, имам направено тоа и тоа. Имам направено балонска буква висока 3 метри, пример. Разбираш. А јас треба да погодам, треба да усвари 2 вистини да кажеш, една лага. Јас треба да погодам која лагата. Ма се ова требаше да го размислам, да се подготвам. Значи, 2 работи што ги имаш направено и една лага. Сега некои работи ги кажав веќе. Па сега ќе кажеш нешто што не си кажала. Леле, ова тешко сега излезе. Морам да смислам. На испит. Како? Па даве, сум направила балон за предлог за брак во киносала. Никогаш не ми пукнал балон пред клиент. Нешто такви некои тврдења, не мора да... Да. Сум наплатила повеќе од колку што реално вредало. Сега тоа ќе биде лага, вели. Не, сега дајте ми 5 минути, нешто друго прашам, ова да го размислам. Ајде идеме со другото, ама размислај за ова, важи. Чекај, мора да ми текне нешто интересно. Ќе ти текне меѓу време, чекај. Ова требаше малку да го спремам. Имаме затоа близ прашања. Ајде. Океј. Значи кратки прашања, кратки одговори. Значи тој ти го избираш тоа. Ајде. Хелиум или воздух? Воздух. Стварно? Да. Ја мислев хелиум ќе кажеш. Не. Добро. Од повеќе аспекти. Добро. Балон во форма на срце или звезда? Звезда. Срце мислев. Детски роденден или свадба? Детски роденден. Добро. Мат или сјајни балони? Леле, тоа
со клиентите се објаснувам секој ден, значи Тебе? дека нема мат балони, сите се сјајни и со тек на време Како бе, нема матираат. мат? Па нема. Но сега точно пред да дојдам Ја си мислам дека имам видено мат. и Овакво? самиот латекс што се случува. Значи тој си доаѓа со собствен сјај. И луѓето Добро. мислат сакам да бидат матни. И јас сега на сите поред им објаснувам дека балоните кои ќе ги купиш у Дека не суштина не постои се такво матни, нешто. туку постепено со надворешни влијанија си матираат. Инаку на лик вака мат пиот браво. И јас и мене ми е посимпатично. Добро е да се знае ова. Да. Слушајте сите, пазете што нарачувате. Не, сам се постигнува тој ефект, ама само изложете ги надвор на малку Да, ветер да, и ќе да, станат да. матни. Инстаграм или ТикТок? О, Инстаграм, ТикТок немам. Не знам, не Немаш? функционирам воопшто со ТикТок. Не знам, таму не го научив Треба тоа. да почнеш, тоа е многу лесно за брендинг правиме моја. Да, ама не, воопшто не сум. У Инстаграмот сум ептен навлезана. Рачна изработка или машинска прецизност? Рачна изработка, секогаш. Always. Балон со порака или без порака? Со порака. Со порака. Црвена или златна боја? Златна. Да прашам плава или розова. Од преска мавет од сите Пак плави розова. Утринска нарачка или вечерна декорација? Утринска нарачка. Да, од сабајле имаш препоставам и поише енергија за. Да, и мотивација и инспирација и се. Креативен хаос или организиран план? Па се имаат двете по нешто убаво. Така? Ама ај нека биде организиран план. Креативно организиран хаос. Љубовен балон или шеговит балон? Шеговит. Добро. Конфети или ленти? Конфети. Работа со музика или работа во тишина? Со музика. Да, јас сум од оние што работат во тишина најубаво. Не, јас на страна од ова си одам и на хор и многу сакам да си пеам, така неофицијално и така да музиката ми е ептен составен дел од Чекај, животот. сега дознавме нешто ново на хор. Да. Од неодамна, една година, ама Стварно? да. И што правите таму, пеете? Си пееме, многу ми е убаво. Да не планираш певајка да станеш? Не, до таму не сме тргнале, ама ова е аматерски женски хор. Може би сте го слушнале, Фрида од Македонија се вика хорот и така пееме, се дружиме, се уживаме. Да? Таму тоа ми е уште еден дел од времето што се Тоа е за опуштање одлично, мислам. Како? За опуштање е одлично. Да, како не. Браво. Еден саат да се изнапеш, мислам тоа све ќе излезе Да, лошото негативно. Наместо да викаш, ќе пееш. Апсолутно. Мене Да. барем многу ми значи. Само балони или мешани декорации? Па мешани. Мешани, да. Логички. Ова е интересно. Пријател клиент или тотален странец? Па тотален странец. Да? Па да. Знае. Вака Тешко кога е, тешко е пријател, со да, мислам супер, јас и со нив сега веќе си се разбирам, ама кога е странец пак Да, јасно ми е. мислам дека е полесно така да се работи. Мал surprise gift или голем wow ефект? Па сега и тоа си има своја убавина, ама ајде нека биде wow ефект. Да? Добро. Класика или нешто онака некој целосно ново нешто да го изработиш? Целосно ново. Не сакаш рутината. Па ние Мада полесна е, реално. на 2 дена целосно нов производ да. имаме, така што Тебе ми усвари, мене тоа ти е тоа ти е рутина, усвари. Мислам баш ме возбудува во однос на работата кога треба нешто да се измисли, да се направи ново, да се испроба или да се модифицира некој производ. Така што тоа што е класика, добро окей, ама пак како да кажам, желбата е поголема за нешто ново. Балони во облик на животни или во облик на букви? Животни, Панделки или светки? панделки. Панделки. И последното. Изгейт или Скопје Сити Мол? Сега. Се ти каже двете, не може двете.
Не, можеш да кажеш, дуќанчето во Тапталич. Не, многу клиентите во едниот и во другиот мол многу се различни. Начинот на работа е Како комплетно различен. Мислам, вака ќе се рече дека сме во ист град, меѓутоа сосема друг концепт работиме во Изгет, зборам во однос на она што се бара, и сосема нешто друго работиме во Системол. Исти се луѓе овајле. Како? Не. Кај те полесно? Не, зборам за процентуално вака нарачки. Нема полесно во суштина, затоа што се само различни. Инаку, дури имаме некои производи, например, кои што неверојатно многу се трошат во едниот мол, а ваму никој не ги погледнува и буквално ги имаме повлечено и ги имаме само на едниот штанд. Затоа што овде само, како да кажам, простор фаќаат. И обратно. Океј, ти текна нешто околу на преска? И па сега со прашањата се фатиш, не размислиш. Ништо, ќе го ставиме за следниот Ова подкаст, ќе кој ќе мораме доаѓаш. да го размислам, убаво, интересна е замислата. Кажи ми, за крај вака, веќе сат време поминав од преска. Веруваш дека во Македонија, мислам не веруваш, туку ти веќе знаеш, може да се живее од еден вака мал реално, меѓутоа креативен бизнис кој што може да почне од една обична идеја, рачна изработка или како да во принцип, зашто де факто е рачна изработка? Да се. Мислам, најголемиот дел од производите ние што ги продаваме се рачна изработка. Значи, она обична купи-продај момент, многу мал процент, картичка, нешто. Па дури дел од картичките сами ги работиме. И тие рачни. Така што, да. Мене, тоа што ме привлекува во оваа работа е да нешто направиме ние сами како тим, нели, како да кажам, нешто да има сепак. И дури и она што го купуваме, што е готово за купи продај, како да кажам, дури и на тоа нешто, ако ништо друго е на машна да му ставиме на мечето, нешто, нели, или на увцето да му испечатиме име, или да биде некако посебно. Затоа што, сега не знам, мече како мече, може и да се купи од било каде, ама друго е кога од производот ќе направите една приказна, и не знам како, мислам, никој не останува рамнодушен кога ќе му однесете вие мече со име. Сепак тоа зборува колку сте се потрудиле и колку сте помислиле на личноста. И верувам дека од сите мечиња само тоа ќе му остане на сталажа понатаму на детето ќе порасне, зашто тоа си го има неговото име. Некако е подраго, како да кажам. Така што и моментот дека ние изработуваме од нула до крај, значи комплетно подароци кои што се наменети за одредена личност, како да ви кажам, многу љубов се вложува во тоа. Ние буквално, мислам сега ова е шчала, нели, ама во продавницата во Тафталиџе, што ја скоро ја префрливме во Ситимол, кога работевме со колешките, толку многу имавме нарачки за бебиња и си се зезавме меѓу нас, демек, ајде Максим, дојдоа твоите те земат и си ги испраќавме како деца, пошто ти стварно многу вложуваш во него и љубов и енергија и па се консултираме во група фонтот ваков, па некоја колешка крече овде додај ова, овде одземи, значи сакам да кажам сите помалку учествуваат во работењето, освен се ако не е некоја нарачка што мора да е за 10 минути готова, тука многу простор немаме, ама се што си е прописно нарачано, можеш вака да му се посветиш. А во однос на успехот, прашањето, секако дека може. Секако дека може. И нашите најблиски на почеток, зборам од најблиското семејство, мислам дека никој немаше верба дека ние ќе може да живееме од балончиња. Нели тоа за прв момент така изгледа. Дека ќе стигнеш до тука кај што се денес. Во суштина ние не живееме од балончиња, туку ние кај нас расте идејата за концептот е тој што продава. Ме разбирате, зашто и ние да извадевме само балончиња на хелиум или било какви балончиња, ако беа тие без концепт, без идеја, без да се направи некоја приказна околу сето тоа, мислам дека тоа ќе поминеше исто како сите други балонери во сите други молови што ги имам видено. Така. Океј. За крај да имаш некоја порака? За сите што треба да организираат мекици, родендени и така натаму. Јас имав порака за тие што сакаат бизнис да почнат. Ајде. Тоа е уште подобро. Па не, една порака имам само да се посветите да го правите тоа што стварно го сакате и да биде стварно со љубов. Тоа е најважно и после другото се само ќе си дојде.
Мислам, ни јас не можев ни да си замислам дека ние ќе стигнеме до тука кај што сме стигнале или дека луѓето ќе почнат веќе да не познаваат или дека ќе станеме закупци во молови или дека, значи се тоа ни било на почеток, како да кажам, воопшто не ни паѓало на памет. Ама и според мене пак фокусот треба да е насочен во она што го правиш и љубовта, а не само да си даваш некои прогнози и рокови до кај треба да достигнеш. И тоа е погрешно, значи не во таа насока, туку да пуштиш да расте постепено самиот бизнис со тоа што ќе, како да кажам, ќе го хранишите со љубов, со... Сега ми наметна уште едно прашање да ти поставам. Ако? Интересно. Кај се гледа за 10 години? Мислам, кај го гледаш Балон Твистер за 10 години? Кој е next step? Кој е следниот чекор? Надвор од Македонија. Сварно? Да. Че ги мислиш како бренд, кој што ќе работи надвор од Македонија? Да. Да? Бренд и концепт. Мислам, веќе сме во некоја размисла, се ова прв пат вака јавно го споделувам, ама не можам да кажам дека нешто веќе конкретно правиме околу тоа. Мислам, не сме уште потегнале некоја акција, меѓутоа да, го гледам да како македонски бренд кој што ќе се прошири надвор од границите. Надвор, да. А до кај надвор ќе стигне, не знам, после оставам на него, после треба у пензија да одам. Да. До кај ќе стигне, ќе видиме. Океј. Тоа беше Тања од Балон Твистер. Тања, фала што гостуваше и се надам дека ќе имаме прилика некогаш понатаму кога ќе почнеш да работиш во странство, да дојдеш повторно таму, тука. ако повелете. Тоа секако. Многу ми беше мило и многу убаво си поминав и многу ви е пријатно тука. Фала. И се надевам дека пак ќе се видиме. Ти благодарам уште еднаш. Убедив ме.